Денеска во Македонија во официјална посета доаѓа шефот на Европскиот совет Антонио Кошта. Тој тука во просторите на владата треба да оствари третата средба попладнево, а се очекува пресконференцијата каде што ќе бидат кажани пораките од првиот човек на Европскиот совет и премиерот на државава да биде околу 18 часот и 30 минути. Оваа посета на Кошта доаѓа во период кога во повеќе европски центри се даваат иницијативи околу можни промени на начинот на интеграција на државите кои што се аспиранти за членство во Европската унија. Секако Македонија е отворена да слушне било каква иницијатива за промена на моменталниот начин на зачленување, бидејќи Македонија е жртва на непринципиелните условувања и уцени од Бугарија, која што бара историски промени за да може Македонија да напредува во европскиот пат. Премиерот Мицковски во пресред на посетата на Антонио Кошта говореше околу неговите очекувања и што треба да се разговара на неговата билатерална средба со Кошта. Кажа дека ќе го пренесе цврстиот став на владата дека уставни измени, односно внесување на бугарите во устав според моменталните услови не доаѓа во предвид од страна на Македонија, бидејќи без јасен пат, односно јасна иднина околу тоа како би течеле македонските евроинтеграции, уставни измени нема да има без да бидеме сигурни дека Бугарија нема да има нови условувања на европскиот пат на државава. Како што кажа премиерот Мицковски, моменталната македонска влада не е подготвена да влага во авантури кои што ги правеле неговите претходници, односно СДСМ и ДУИ, кои што прифатија се што Бугарија побара, па сега Македонија на тој европски пат си ги има бугарските уцени и условувања. Да слушнеме што кажа премиерот Мицковски на оваа тема. Јас немам намера како претседател на влада да поддржам авантура без при тоа да знам дека ќе има извесен крај. Ние покажуваме дека сме компетитивни, дека имаме капацитет, дека знаеме и сакаме да го изодиме овој процес бргу. Имаме знаење, така што без да имаме извесен крај, тоа не можеме да влеземе во таква авантура, бидејќи 3,5 децении граѓаните во оваа наша земја, во Македонија, генерално беа сведоци на таков тип на политички авантури и гимнастики, еве каде сме, на исто место каде што бевме и пред 25 години кога го почнавме овој процес. Таа што не фере и не сериозно е да се очекува дека ние сега најнаш ќе дојде висок европски политичар и ние најнаш ќе промениме позицијата и готово сме ја завршиле работата. Тоа нема. Како што можевме да слушнеме од изјавата на премиерот Мицковски, несериозно се очекува дека македонската влада ќе ги промени своите цврсти позиции поради посета на еден европски политичар, односно првиот човек на Европскиот совет. Мицковски потенцираше дека ќе се разговари на други теми, односно ќе биде потенцирано дека Македонија и Бугарија мора да отпочнат диалог кој што во моментов го нема во обид да се изнеде решение на проблемите кои што ги имаат, на билатералните проблеми кои што ги имаат овие две држави. Мицковски кажа дека се разговари за реформите, односно зона која што е домашна задача на Македонија да се ја заврши за да може да напредува во евроинтеграциите. Бидејќи Македонија, како што знаеме, доби позитивни оценки од Европската унија за спроведените реформи во последниот период, а поради тоа доби 65,7 милиони евра помош од Европската унија поради спроведените реформски закони и планот за раст на Западен Балкан. Да слушнеме што кажа премиерот Мицковски околу очекувањата од средбата со Антонио Кошта. Најпрво треба да почнеме да градиме доверба, да разговараме. Ние не разговараме. Доколку навистина ние треба со Европската унија да разговараме, ние сме подготвени да разговараме, да почнеме да разговараме. Еве јас од тука би почнал. Тоа што можеме веднаш да го направиме. Значи тоа што не како да кажам обединува, не тоа што не разединува. А тоа е разговорот. Ценам дека во едно демократско општество треба да се разговара. Тоа е прво. Второ, ценам дека треба да се посветиме на испораката во реформската агенда, каде што ние сме вистински фронтранери, а не останатите земји од Западниот Балкан, така што јас би зборувал за овие теми. Нешто што можеме веднаш да биде како брза испорака. На оваа тема околу посетата на Антонио Кошта говореше вчера и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој што кажа дека не гледа многу оптимизам во овој момент од очекување околу европскиот пат на државава, бидејќи тој пред 10 дена имаше средба со својата бугарска колешка, велејќи дека по тоа што го чул на таа средба може да каже дека е песимист околу она што може да го очекува Македонија во моментов. Да слушнеме изјавата на Муцунски. Доколку државата доби институционални гаранции од Советот и потоа Бугарија реципрочно ги примени пресудите кои што треба да ги примени, тогаш очигледно сме во позиција каде што е изградена меѓусебната доверба. Морам да ви кажам дека по првата средба со мојата колешка не би рекол дека сум преголем оптимист,
но истовремено јас сметам дека по природата на позицијата кој што јас ја имам, јас морам да бидам оптимист. Според познавачите, тоа што Кошта доаѓа во Скопје е добра порака за Македонија, дека сепак Европската унија останува на планот за проширување, дека гледа Македонија како дел од европското семејство. Но сепак се очекува и според она кој што го велат познавачите, треба да има и конкретни чекори како Македонија би напредувала кон Европската унија, а не само празни фрази дека нашето место е во Европската унија и дека треба да бидеме дел од големото европско семејство. Фрази кои што ги слушаме повеќе од 2 децении, односно при секоја посета на висок европски политичар, но потоа Македонија за жал не добива ништо поради во моментов кој што ги има оние непринципиелни бугарски уцени и условувања. Екипата на телевизија Алфа во текот на целиот ден ќе ја следи посетата на Антонио Кошта и се разбере повеќе детали очекуваме, односно она што ќе го порачаат премиерот Мицкоски Кошта по пресконференцијата која што се очекува да се одржи во 18 часот и 30 минути.